Време е да ја поздравиме нашата драга Ирена Пепелјуговска, која што ќе ни информира за актуелната традиционална крводарителска акција по повод денешниот 13 ноември. Иренче, добро утро и нека ни е честит роденденот на Скопје. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани. Нека е честит роденденот на град Скопје, 13 ноември, а ова утро се јавуваме директно во живо од лице место од Црвениот крст на град Скопје, кој што се наоѓа во Дара Џамбас, каде што од 9 часот започнува традиционалната крводарителска акција по повод роденденот на град Скопје. Ова утро разговараме со Александра Волкановска, која што е стручен соработник во Црвениот крст на град Скопје. Александра, добро утро. Ви благодарам што ова утро ги отворивте портите малку порано за нашата екипа. Вие сте подготвени, волонтерите од Црвениот крст веќе пристигнуваат, докторите од трансфузиологија се тука. Се е подготвено за оваа традиционална крводарителска акција. Добро утро за вас, добро утро за гледачите на Алфа телевизија. Благодарно што ово утро сте заедно со нас и една благодарно сепак за една поддршка, за едно значајно вклучување, затоа што велиме дека крводарителството е многу важен процес, велиме дека е важна и мотивацијата и поттико за сите оние кои што и денес сакаат да даруваат крв на оваа традиционална акција, меѓутоа и воопшто сите крводарители кои што можеби не денес, меѓутоа наредните денови се дел од ова хумано семејство. Започнува акцијата денеска од 9 часот и како ќе трае и кој се може да се вклучи и да дојде да дарува крв. Токму така, акцијата ќе се случува денес тука во просториите на Домот на хуманитарните организации Дара Џамбас, поточно во Дневниот центар за дарување крв и соседната просторија, бидејќи таму се нашите капацитет малку и поголеми. Така што од 9 до 17 часот ова е отворена, велиме граѓанска акција. Секој оној кој што сака да дарува крв денес, може да дојде тука во просториите, да го направи овој хуман гест, чинот на дарување крв и секако да малку помине време со нас волонтерите, вработените во Црвениот крст да се дружи со другите крводарители, бидејќи овие се традиционални акции. Ние секогаш велиме дека на традиционалните акции можеби имаме поголем број на крводарители. Денес очекуваме 70 и 80 се најавени. Меѓутоа еве исто така да искористиме да го промовираме крводарителството, да проговориме колку е тоа важно и впрочем да кажеме дека е многу важно и секој ден да се дарува крв. Да, овие крводарителски акции се малку поголеми и ќе имаме поголеми количини крв, меѓутоа крвта е жива материја. Таа нема да биде добра ако ја чуваме и наредните 2-3 дена. Односно секогаш велиме дека треба да има доволни количини на свежа крв и достапна крв од сите крвни групи. Затоа е многу важно оние кои што можеби се спречени и не може да даруваат денес, да даруваат утре или пак некој друг ден на традиционалните, на акциите кои што се организирани во нивни фирми, компании, во Институтот за трансфузиона медицина, партнери во овој цел процес. Едноставно на сите оние крводарителски акции кои што ги организираме речиси и секој ден во годината, дури денови кога имаме и по неколку акции во текот на денот. Токму така и ние се интересиравме овде, јас и мојот колега, сите оние кои што не можат денеска да дојдат, значи да кажеме дека просториите во Црвениот крст Дара Џамбас се отворени секој работен ден, така од 9 до Така, дарувањето крв може да се случува тука во Дневниот центар за дарување крв. Велиме една убава хумана локација, едно препознатливо обележена нашиот град, бидејќи веќе години наред овој центар и тоа како убаво функционира. Може да се дарува секој работен ден од 9 до 15 часот тука во Дневниот центар. Дали треба потребна некоја посебна најава или може само секој кој што сака да дојде? Не треба посебна најава. Ова е убава градска урбана локација која што е централно градско подречје со паркинг простор кој што исто така за дарителите можеме да го покриеме, односно да го обезбедиме, бидејќи некогаш градската локација знае да направи проблем околу паркирањето. Меѓутоа, да, се трудиме да им обезбедиме пред се убави, топли услови на дарителите, навистина ова катче не подсетува на некоја болничка установа или нешто слично, тоа не беше тенденција, да е убаво, топло, да наликува на една убава и пријатна средина, бидејќи дарителите не се пациенти, тие се дарители, здрави личности, навистина едни хумани граѓани од нашиот град, кои што велиме дека секогаш треба да им се обратиме со почит и да се однесуваме кон нив со почит, затоа што тоа што го прават тој чин е навистина многу значаен и многу важен. Ги споменавте дарителите на крв, еве веќе и можеби пристигнуваат, бидејќи сме во живо на лице место, дали е потребна посебна подготовка за оној човек кој што сака да дарува крв? Или може само едноставно, ако има желба, да дојде и да
ја дарува својата крв или капката што живот значи. Така, велат посебна подготовка не треба, иако велиме дека секогаш треба да почне од една мотивација. Мотивација дека сакаш нешто да направиш хумано денес или некој ден, и едноставно мотивација дека треба да се спаси нечи живот. Тоа е она што е внатрешен порив кај секој крводарител, граѓанин кој што сака да пристапи кон чинот на дарување крв. Препораката од институтот, односно од лекарите во Институтот за трансфузија на медицина е дарителите пред се малку да се одморени, значи да не доаѓаат од тешка физичка работа или непроспиена ноќ, да се лесно појадувани, значи мислејќи на лесен појадок без многу масноти во исхраната и слично, бидејќи таа крв понатаму треба да мислиме дека треба некој да ја прими, да му се даде на некој таа крв. Секако дека процесот на дарување трае се на се некој десетина минути со се одморот, благодарниот оброк и така натаму некој половина час од денот, што е речиси ништо. Така што треба да се има желба, а понатаму нормално лекарот ќе проговори со дарителот околу здравствената состојба, ќе се види хемоглобинот да не му се наштети сепак и на дарителот и таа крв да е добра и секако таа крв понатаму се процесира, значи се дели на оние три основни елементи, што значи дека една кисичка крв, едно дарување, 3 спасени животи и навистина еден убав и благодарен хуман гест. Многу волонтери се вклучени во денешната акција. Ние сме сведоци еве овде на лице место, веќе се пристигнати, се подготвуваат. Можеме ли да најавиме некои други активности на Црвениот крст на град Скопје покрај крводарителната акција? Вака го одбележувате денеска роденденот на град Скопје, меѓутоа еве да најавиме некои активности до крајот на годината? Речиси секој ден ќе се случуваат активности, така што навистина ни оди едно брзо темпо во активностите, во имплементацијата на активностите. Сметаме дека така треба, ние сме тука за граѓаните, значи сите наши сервиси, сите наши програми функционираат на дневна основа. Ние велиме дека ние постоиме тука за граѓаните, да им дадеме помош, да им дадеме поддршка. Пред малку зборувавме за сите тие сервиси кои што функционираат, за сите тие програми, за сите активности, значи да влегуваме во месецот на борба против зависности, ке работиме на превенција од зависности со младата популација, влегуваме во месецот на старите лица, односно лицата во трето доба. Навистина сите оние активности кои што се многу да ги набројам, еве да речеме и пред новогодишните празници, каде што ќе помислиме на оние кои што имаат помалку, значи донациите, веројатно и она препознатлива волшебна елка на желби кои што ја правиме за децата без родителска грижа. Навистина ќе има многу активности, верувам, многу поводи за гостување и да се видиме повторно наредниот период, затоа што нема да се опреме и така треба едноставно да се случува она што се случува кај нас. Секогаш сме тука, отворени за соработка, ги поддржуваме вашите акции, уште еднаш повик, еве за оние кои што можеби подоцна се вклучуваат, оние можеби кои што не знаат, значи денес да дојдат во просториите на Црвениот крст, кој што се наоѓа во центарот на Скопје, во Дара Џамбас од 9 до 17 часот е само денеска, а секој работен ден од 9 до 15 часот. Некоја порака за крводарителите и до гледачите од вас, Александра? Јас секогаш зборувам дека крводарителите навистина еден позитивен и вистински пример во нашата заедница и сметам дека така и треба да ги доживуваме. Тоа што го правите навистина хумано, еден убав гест. И секогаш велиме дека нашето мото треба да продолжи како што она го зборуваме и често промовираме, дека секогаш крвта треба да го пациентот никогаш да не треба да биде поинаку и затоа апелираме и затоа велиме: дарувајте крв, спасете живот. Еве, со оваа порака да завршиме денешното јавување овде во живо од просториите на Црвениот крст на град Скопје, каде што еве овде позади нас ќе се одвива крводарителска акција. Веќе пристигнуваат и волонтерите на Црвениот крст и пристигнуваат веќе и граѓани кои што ќе даруваат денеска крв. Нека ни е честит денешниот ден, роденденот на град Скопје, а сите вие кои што не гледате, повелете до 17 часот, ако сте во можност, дарувајте крв, ако не, некој друг ден, некој друг работен ден од 8 до 15 часот. Суза? Благодарам многу, поздрав до сите таму присутни денеска крводарители. Навистина поклон до земја за сите големи и хумани срца кои што даруваат крв редовно или повремено и така натаму. Денеска на овој убав празник на 13 ноември, ова символично и браво за целиот тим на Црвениот крст.